Историскиот настан на крштението Христово го слушнавме. Тој во суштина, кога Господ отиде на реката Јордан, да му биде ставена раката на Јована, за да биде над главата негова, за да биде крстен, гласот на Отецот се јави дека тој кој се крштева е возљубениот син на Отецот. И Духот во вид на гулаб слезе над главата негова. Тоа е историскиот дел, меѓутоа во самиот историски дел има многу тајна која се изразува низ символите. Зашто не може поинаку тајната Господова во потполно да се открие и да се кажи, освен преку символите. Затоа богословието наше на православните е меѓу другото и символично богословие. Ние сме свесни дека не можеме се да искажеме. Што да искаже човек во оваа тајна преголема за крштението Господово? Дека тој кој е Господ дојде раката да ја стави слугата негов, Јован Крстител. Кој може да го разбере тоа? Тоа не го разбере ниту свети Јован Крстител, моле ги, јас да ја ставам раката над главата своја. И да моли Господ да се исполни секоја правда, ако не разбираш. И ние сега многу работи можеме да не разбираме. Зошто Духот во вид на гулаб се јави? Ке рече човек, па затоа што како символ се јави, не е Духосвети гулаб. Не е ништо што приличи на овај свет, меѓутоа најсходно е во една птица која е исклучително чиста птица, како што е гулабот. Велат на мршојадец во гнездото да му ставиш мирис, со кој често пати си ги мачкаме рацете или некој друг од дел од телото, ќе пцовиса мршојадецот. А гулабот не, зашто го чисти гнездото свое. На мршојадецот гнездото целото е расфрлано, а на гулабот е стално чисто гнездото. Тоа е разликата зашто Господ како символ го одбира гулабот. Доаѓа како Духот Свети во вид на гулаб. Зошто иначе можеме да го опишеме Духот Свети? Го видел некој Духот Свети? Тоа е како воздухот, го гледаме. Тој постои, реално го дишеме. Ама не можеме да го видиме со очите. Духот Свети е невидлив за нашите сетила, неосетлив за нашите сетила. Меѓутоа, на ваков символичен начин тој слегува и се покажува денеска целата Света Троица. Затоа овој ден го викаме ден на просветление. Ние ништо поголемо просветление од тоа дека ни се открива Светата Троица немаме. Не постои поголемо просветление за човекот од откровението на Светата Троица во овој свет. Бог ни кажува, јас постојам, не грижете се луѓе, ама не сум како вас луѓето, само еден од нас, Синот Божи, кој се крштева денес, доби облик на човек. А Бог само во глас ни се јавува, а Духот Свети само како гулаб ни се јавува.
Кој е тој што го видел Бога? Не го видел никој, ниту Мојсе, ако добро се сеќавате, ако го видиш Бога, ќе умриш. Не можеш да постоиш, не затоа што ќе добиеш казната од Бога, туку не можат да го поднесат очите наши величестието Господово. Затоа, браќа и сестри, треба да сме благодарни на Бога во овој ден, зашто ние, христијаните, сме најпросветлени луѓе. Не затоа што во школа одевме, не затоа што имавме добри професори, туку затоа што Господ ни се смилува. Господ сакаше да ни се открија во потполност. Која е за предност голема пред другите религии? Земете ги другите религии, велат еден е Бог, еден е Аллах, еден е, не знам, богот на шинтоистите или на будистите. Вистина еден Бог, и нас ни се јави како еден Бог во Троица. Ама ние го знаеме Бога. Разликата е во тоа што некои религии не се го знаат Бога. Лесно, условно речено е за човека да си рече има Бог на небесата, некој го створил овој свет. Да, има Бог, ама кој е тој? Нас не се јави. Затоа сме привилегирани. Немој да ги учиме децата дека имаат некаква привилегија, дека се многу надарени или нека имаат некаква, не знам, дарба поголема од другите деца. Не, туку дека се православни христијани. А што е големината во тоа? Големината во тоа е Господ не се јави. Нас не се јави Господ. Мала работа е тоа Господа не се јави. Има нешто подобро прашање, има нешто поголемо од тоа Господ да не се јави. Затоа, браќа и сестри, ние сме среќни. Среќни затоа што Бог нам не се јави. Ние можеме да имаме проблеми во животот, имаме илјада, кој ги нема? Нема таков човек овде ни во црква наша, нити надвородна, нити било кој живее во овој свет што нема проблеми. Ама ние, за разлика од тие луѓе кои имаат проблеми, имаме надеж. А надежта ни ја дава сам Господ. Пошто во целиот негов домострој секако, ама на кој му се јави Господ? Не се јави нас, на христијаните, односно ние што поверувавме. Ние не бевме начинот на крштевањето Господово. Живееме 21 век после, односно нешто помалку од 20 векови, зашто на 30 години се крсти Господ Христос. Ама имаме привилегија во тоа дека верата наша од мали ја сретнуваме. Некој ја сретнува на 30 години, некој на 50, некој пред смртта. Не е касно никогаш, но благополучно за давање плодови е што порано да се сретни со верата христијанинот. А што е врв на верата? Да си го познаваш својот створител, да си го познаваш својот Господ. Тоа го имаме ние христијаните и затоа треба да сме крајно благодарни на Господа, затоа што таквата милост нам ни ја даде. Ни ја даде да со вера секако се откри пред неколку луѓе, таму што беа на крштенијето, го видоа тоа, го слушнаа тоа, а ние го веруваме, меѓутоа не сме помалку вредни затоа што на тој начин го примаме крштенијето Христово. Некој го виде, друг поверува. Исто како мајката да му каже своето искуство на своето дете,
исто е потполно дали го и учествувало детето во тоа искуство или ги прима зборовите на мајката. Ете, тоа во суштина ние христијаните го имаме како предност. Го примаме она што ни го предаваат нашите оци, како ги викаме на црквата, и со вера. Тоа така беше. Да, тоа така беше. Се јави Господ денеска, со гласот Отецот, се крштеваше Синот, Духот Свети како гулаб. Тоа е за нас врвно знаење. Тоа го во црквениот речник го викаме догма. И често пати го потребуваме, и за светот во кој што живееме е некако против догматизмот, зашто сваќа дека тој прави луѓе зрели. Луѓе што веруваат во догмата Христова се зрели луѓе, зашто никој не принудува, еве нас кои сме собрани тука, да го примиме тоа што го предаде Евангелието, дека гласот се слушна на Отецот, дека Синот се крштеваше, дека Духот Свети слезе во вид на гулаб. Никој не принуда, ајде приказни може да реши човек. Не, ние веруваме дека така е и затоа Господ е со нас. Зашто што има потреба Господ на секој 5 минути така да ни се јавува? Еднаш се јави за тој што има вера секогаш да го знае тоа, дека е така. Затоа, браќа и сестри, ние сме во предност. Верниците се секогаш во предност. Тоа денеска испитувањата, не знам, можат да го докажуваат и погребно го докажуваат дека сите верници, особено ние православните христијани кои го познаваме Бога, кои ни се јави Господ каков, сме во една понапредна позиција, освен тоа како што е заблуденото човештво. Заблуденото човештво бара нешто, трага нешто, трча по нешто, па се враќа по истиот пат. А ние го знаеме нашиот пат. Нашата цел е да бидеме едно со нашиот Господ. И затоа, браќа и сестри, единството е многу важно за верниот човек. Единството со Бога не прави да постоиме. Поинако сме изгубена честичка во целиот овај универзум. Да не ја гледаме само земјата, гледајте го целиот универзум, целиот е создаден за нас луѓето. Целиот универзум што не ни го фаќаат ниту очите, Господ го створи за нас. Затоа, браќа и сестри, треба да бидеме верни и послушни на зборовите Господи, зашто тие не водат во право знаење, во права смисла на животот, во право единство со Бога и ни го покажуваат целиот живот онаков каков тој е. Милоста Божја да биде на вас и честит нека ви биде празникот на сите кои сте овде и кои ќе бидат на езерото каде што ќе го спуштаме крстот. Да се здрави. Исполајте Деспота.